Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање, има збор пратеникот Петковски Тито. Не стојат баш така работи, господине премиер. Еден лидер на политичка партија за 130.000 евра 7, односно 5 години лежи во затвор. А вие 3,5 милиони. Знаете колку треба да лежите во затвор за 3,5 милиони? Ама треба некој да ве затвори. Ајде да го видам тој суд. Во оваа држава нека посегне по тоа. Нема шанс. Не се работи за тоа. Се работи и за многу посуштински прашања. Вие сте одговорен човек. Така стои во законот, како председател на партијата, вие сносите одговорност. Првиот сте повикан и после шефот на изборниот штаб. Ама има нешто и некоја морална димензија. Знаете на што ми личи овој ваш потик? Влегувате во најексклузивен ресторан, порачувате најскапо пиење, најстар виски, јадете јасток и останати морски драбули, пиете шампањ и на крај излегувате и му се смеете у брк на келнирот, но вика, ништо не ми можеш, не плаќам. Па кај го има тоа? Немате шанса според законот да го подмирите долго што не сте го подмирили. И тоа е вашиот аванс на оние фирми кои што ве подржуваат и следните избори. Значи, вие добивате избори со кражба. Не ли е кражба да излезете од ресторан да не платите? Така? Значи, вие рачунате дека тие луѓе, тие фирми, кои што вас ве финансирале за изборите, не им паѓа на памет да ве тужат. Како смеа да ве тужат? Само што соопшти јавно еден бизнисмен дека побарува од владата толку и толку пари, погледнате, целиот се испоплаши да не го затворите. А тој многу ја помага. Само него му должите според една информација, само за стадионот, што беше спомнато, 30 милиони евра, а да не збориме за сите други. Значи, вие праќате страшно лоша порака до граѓаните. Ние како власт можеме да јадеме, да пиеме, да финансираме, ама нам никој ништо